Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на едно од вашите омилени емисии, политичкиот магазин за или против на телевизија Алфа. Приведени мнозинството од приведените околу инцидентот со сквернавењето на македонското знаме се малолетни лица. Од повеќе аспекти опасна констатација, опасна ситуација, ова и влезот на вечерашниот разговор, односно во вечерашниот разговор е една совршена ситуација да слушнеме како од педагошки аспект се гледа на ваквите ситуации, пред се како причини кои можеле, односно кои довеле до манипулација на овие млади луѓе да направат ваков инцидент, а од друга страна која ќе биде социјалната рефлексија со оглед на фактот дека младите луѓе, младината се личности со најврела крв, народски речено, и се многу подложни на провокации да возвратат вака или онака, на ваков или на онаков начин, што како општество сме подготвени да направиме за ова да го превенираме, односно зошто сме дозволиле работите да дојдат до тука, или ајде најконкретно овој круг на малолетници кои учествувале директно во ваков тип на инцидент биле изманипулирани од некого и зошто е тоа возможно да биде така. Вечерва во За или против разговарам со професорката по македонски јазик, работи со средношколци во средното училиште Раде Јовчевски Корчагин, професорката Татјана Алексиќ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добре ме најдов. Поздрав до гледачите на ТВ Алфа. Предпоставувам дека на ваква тема и најава очекува најмалку да од луѓе кои се познавачи на законот, на законските облигации или од МВР или некој политичар, а не една учителка. Меѓутоа, кога споменавте од педагошки аспект, веќе целта ги правила средствата. Тука сум за да зборуваме од тој аспект. Точно така, министерот во неколку наврати за внатрешни објасни која е процедурата околу ваков тип на третмани, односно третмани со малолетни лица и кривични дела, но како и да е, ќе биде потешко отколку да е полнолетен, па да може веднаш да биде подложен на одговорност. Професорке, веднаш во најавата беше и прашањето. Практично, работите со тинејџери, ваквата ситуација е опасна како констатација, како ситуација од повеќе аспекти. Прво, причините кои довеле до тоа да можат лесно да бидат изманипулирани овие малолетници да учествуваат во ваков инцидент, и второ, какви ќе бидат последиците. Ние сведочевме, и вие се сеќавате, на едно време 2001 кога практично предвесниците на клучните настани кога се озваничи стартот на конфликтот, беа случувања, инциденти меѓу млади, присметки со ладно оружје и така натаму. Сега малолетниците се секогаш изманипулирани од нас возрастните. Значи не можеме да ги винуваме, меѓутоа за ваков чин и за ваков гест и тоа како треба сериозно да се работите нештата да се одвиваат, затоа што да запалите или да сквернавите на било кој начин државно знаме е символика исто како да сте запалиле државата во која што живеете, која што ве рани. Значи, ако дента се прославува албанското знаме, и во истиот тој ден друго знаме се гори, се пали, значи тоа е веќе еден чин кој мора да биде третиран законски, без оглед што се работи за малолетници. Многу е она што велиме ние како да не успеавме да се засакаме со тек на времето, затоа што Македонија, најубавото нешто во Македонија што сме мултиетничко општество, што сме различни, што нема од сите нации, етникуми, што има мешани бракови. Сето тоа е убаво. Јас како учителка, како наставник во средно училиште сум исклучително среќна и задоволна кога имам деца од различен национален идентитет, па да можам да работам со нив и да ги зближам. Кога работев во Димитар Влахов, средно стручно училиште, каде што имаше во секој клас од сите буквално сите. Да, и сега е тоа најразнолико. Знаев да им собратам и на албански и на нивниот јазик, да почувствуваат дека се еднакви пред мене, за да немаат некоја фрустрација или товар дека не се прифатени. Меѓутоа, фундаментот е семејството. Значи, во семејството на тие деца, веројатно нешто не е така како што треба. Секој семејство треба го воспитува своето децата, без оглед по нација, што се по национална определба, да ја почитуваат државата, чии што се државјани. Тоа значи се почитува знамето, химната и јазикот. Јас сум веќе здодевна за јазикот, меѓутоа упорно го кажам дека
еден официјален јазик во Македонија е македонскиот јазик. Се друго може да се зборува неофицијално и дека грешиме кога го маргинализираме и го туркаме македонскиот јазик, кога, ете, мене лично ми пречат кога се зборува на било кој друг јазик. Јас сум по потекло србинка, татко србин, српско презиме. Меѓутоа, за мене македонскиот јазик е приоритет во било која комуникација јавна. Дома можеме да зборуваме што сакаме. Така што таа љубов кон државата во која што живееш, без оглед што си, треба прво суштински да се разработи дома, да се воспитаат децата на една учтивост. Нам не недостасува учтивост, љубезност во комуникацијата. Значи, ако некој има нагон да згазне, да запали, да сквернави знаме, значи нешто не е во ред. Невоспитаност во суштина. И ова веќе порака и повеќе од невоспитаност, меѓутоа таа невоспитаност не остасува. Лично не ми пречи незнаењето, колку што ми пречи невоспитаност кај младите. И ова е еден лош пример, се плашам да не биде каписла за понатаму да се отворивте многу прашања кои ќе бидат тема на одделни секвенции во рамки на ова интервју. Вие сте секојдневно со тинејџери. Како еве овој инцидент се рефлектираше врз нив, овој потесен круг околу вас, да речеме? Нервозни се, реагираат, незаинтересирани се, ве прашуваат, разговарате, дали може би самата како наставник ве велите сакате да зборувате на други теми со нив, и улогата на наставникот не е само едукативна, туку е пред се и педагошка, односно воспитна. Разговарате на овие теми, иницирате ли сама, што се случуваше деновите потоа? Агресија раѓа агресија, еден лош пример раѓа нови лоши примери. Тоа е, затоа треба да се реагира веднаш и да се преземат казни, за да може да сватат другите дека тоа не сме да се прави, дека тоа е недолично и треба без оглед што се малолетници. Пак ќе кажам, позадината се возрастни луѓе, не се малолетниците задоени. Децата разговараат, тие сакаат да разговараат на тие теми и веднаш се создава јас, бидејќи се работи за друга или нација. Тука е проблемот. Значи, ние вештачки создаваме омраза меѓу децата. Како делувате? Се трудите да им објасните дека треба да ги разберат нивните мотиви или пак ги охрабрувате да малку се оддалечат од таа нервоза или негативни ефекти, провокации? Која е методот? Како работите? Како лош пример, значи, таа провокација не сме ке нив да предизвика такво нешто, да се солидаризираат, особено децата кои се исто од албанско потекло, да осватат тоа. И така е. Многу ми се изразија, јавно кажија дека па немаме многу, меѓутоа има. Има шареноликост, има клас по така, неколку деца кои се од албанско, турско потекло, муслиманско потекло, кои се исклучително воспитани деца, добронамерни. Има солидаризација, значи заедно се дружат, дури излегуваат. И тоа е се убаво кога го гледаме. Аз обично кога ги работам Библија, светата книга, го работам курано со нив за да види дека се исти религиите во нивните заповеди, да не се почувствуваат дека се игнорирани на некој начин. Значи, она што постојано го кажам, дека сум здодена љубов ни треба, никако се засакаме и се ова последица на таа една нетрпеливост меѓу нас. Политиката е таа што прави, што диктира негативности. Значи, политиката треба да биде навистина наука која треба да шири мир и толеранција, а не раскол и разединување на луѓето, особено на младите. Било која агресија да се случи, не мора да биде силување на знамето и вербална агресија и физичка агресија е опомена. Буквално на сите нас како еден систем и воспитно-образовен систем на малиот, на семејниот микрокосмос, дека треба многу повеќе да се работи со децата, да им се зборува. Ние често врламе дрве и камења по на Југославија, има своји негативности, се уште не можеме да простиме на Тито, Голи оток, ако беше председател над председателите, познат во целиот свет. Често пати го кажам, тоа никој до сега не имал таков погреб, со таков респект државници. Баш пред некој ден дискутиравме дома. Така е, тоа не можеме да го негираме. Меѓутоа, тогаш не воспитува да ја почитуваме државата. Знамето беше неприкосновено нешто, или да не постоело такво нешто. Значи, се имаше еден систем, воспитен систем. Значи, семејството, школото, се знаеше. Мислам дека неподготвени влеговме во демократија, од социјализам, од малку стегин, или тој си на своји слабости. Да, ама не беа ни стрекни припадниците на албанската етничка заедница во рамки на таа Југославија. Иако сега тврдат дека биле тогаш не стрекни под пресија,
но во суштина се развивале едукативно и високо образование, и институционални функции добивале и така натаму. А сега гледаме и во една Словенија на истиот ден, 28 декември, една многу лоша слика, можам слободно да речам, која ги изненади словенците, баш буквално ги изненади. Пукотници, славење на денот на албанското знаме со собирање на огромна маса луѓе и пред се пукањата. Да видат како е. Тоа како ви изгледаат тие сценарии? Негативни, непријатни, агресија. Значи тоа не е добро. Зошто да се слави со пукање воопшто? Зошто и на свадба ми пречи пукањето. Ако имаш пиштол, кога тогаш ќе испукаш, на чеховски. На крајот мора да испукаш со тој пиштол. Еве да не го спомнам, идам од тема на тема, меѓутоа Кецмановиќ да немаше пиштол достапен, да не одеше, може немаше да се случи таква трагедија како што се случи. Значи оружјето во рацете на нормален човек, на здрав човек може да служи за одбрана, исто како и огинот. Меѓутоа кога се случува за такви изолирани моменти, инциденти, тогаш навистина оружјето е опасно. Значи не треба да се прославува со оружје. Зошто да не се прослави со некој мирно, да се величи историјата на албанскиот народ, не знам, да се зборува историјата на албанците, на се оно што им се случува, добробитот, така се слави знамето, не знам зошто со Тука пукање. би го издвоила како пример позитивен гостивар, каде што колега еден наш од Алфа баш директно ни пренесе дека во суштина тој е гостиварчен по потекло, дека многу културно се прославило со фестивал или театарска представа, нешто така во секој случај. Во еден фин историски, но и културен контекст. Колку имат уметници и богата етнокултура, и историја, и писатели се, зошто не се стави акцент? Зошто децата да ги препознаваат своите соученици албанци по нешто агресивно и по пукање? Значи мора се смени матрицата. Одлично го направивте воведот во следнава тема, иако и на оваа ќе се вратиме паралелно или всушност паралелно додека тука во Скопје, Куманово и така натаму неколку градови каде што се случува напнати прослави, односно инциденти, децата во едно основно училиште 7 март во Челопек прославува Ден на албанското знаме, величајки ги или славејки ги борците, како што тие ги велат за човекови права во рамките на УЧК, преоблекувајќи ги машките деца во униформи на УЧК, давајќи им пластични пушки и така натаму. Тоа беше нешто кое што го осуди Министерката за образование, воопшто јавноста го осуди, бидејќи ова што го зборувате, зашто да им биде достапно оружјето, макар и на ваков начин, макар и на прослави, ако знаеме дека момчињата нели некако по дефолт народски речено си играат со оружје, девојчињата со барбеки, но ова е една друга конотација и ситуација. Обидот кој беше направен од страна на ДУИ да се релативизира оваа прослава и оваа осуда на ваквата прослава беше паралелата со славењето на извесен празник или патрон празник, како и да е воопште на аеродром во една образовна институција каде биле децата облечени како комити. Паралелава како ви изгледа, дали е издржана според вас како наставник? Ако да, зошто да, ако не, зошто не, и која е рефлексијата точно од еве ваквите ситуации? Не зборувам за комитите, сега зборувам прво за УЧК. Ако е облечен во униформата на својот народ, или потеклото како комити, или од албанската страна, луѓе кои се борци за слободата на албанскиот народ, тоа е во ред, меѓутоа за УЧК да не дискутираме. Значи, тоа се работи за милитантна една проформа која не може туку така да се толерира паравоена формација, која не може така да помени да ги учиме децата на такво нешто без оглед на се. Не се слави така знамето. Зошто не се слави Кемал Ататурк или не знам било некој нивен човек на кој што се горди, на кој што сме сите горди, што направиле нивните предци во историјата, наместо се фаворизира нешто кое што ни е болна рана. Ние уште не можеме да го преболиме тој момент и тоа е еден конфликт кој јас мислам дека тешко ќе се стабилизира ако не се смени културата на однесувањето и кај наставниците, значи за тоа стоеле наставници. Така. Не смееле да дозволат така. Треба ли да бидат одговорни? Секако сме ни одговорни. Нема дете виновно до 18 години. Ако ти нешто детето го иницијатираш да направи, тоа ќе го направи. Че треба се зошто не се направи нешто заеднички? Зошто да не славиме ние заедно сите?
без оглед што сме. Албанско знаме сите славиме во училиште заедно со нашето знаме, паралелно со сите други знамења, како што беше СФР со 6 републики и 2 покрајни. Па ја славевме нели официјалното југословенско знаме, меѓутоа и другите знамења на другите републики. Треба да учиме од некои позитивни примери од минатото, а не само оно што не чини да го земаме. Не така како они се чувствителни, и јас предаваме да речеме Григор Прличев Сердарот. Пискотници се слушаат од Галичник до Рекен, или Кузман Капидан пага убиен од Гега. И децата прашуваат кои се Геги, тие биле албанско племе. И сега ти кога имаш ученик албанец, треба да му објасниш дека тоа било во минатото, кога имало судир, меѓу нив биле непријатели, меѓутоа и тие гологлави Геги знаеле да го испочитуваат мртвото тело на Кузман Капидан и да го предадат неговата мајка. Значи сепак биле достоинствени во таа нерамноправна борба. Или кога се работи, не знам, Горски венец на Njegor, судир на 2 религии, или смртта на Смаил Ага Ченгиć, судир на 2 религии. Мора да им се објасни на децата дека тоа било такво минато, затоа сега треба да почитуваме нашата слобода, нашето заедништво и да не се фаворизираат крајности во било која прослава или што настане. Значи мораме се зближиме. Пак ќе кажам, убавината на Македонија што е мултиетничко општество, но приоритет на државното знаме, на државниот јазик, на зборувањето македонски јазик, па потоа сите други јазици. Значи мора да се почитуваат. Мора да го почитуваме тоа што е уставно и законско, и не само законско право, туку и морално, етичко на секој државјанин, без оглед што е по национална припадност. Денови ве слушнавме и такви квалификации или не знам, еве оценки, проценки на дел од јавноста дека е идеолошка злоупотреба на децата, облекувањето како комити или како во униформи на УЧК. Прво, дали е идеолошка злоупотреба, односно во кој од овие два случаи е идеолошка злоупотреба, зошто славењето на историјата пиша напечатана по која учат децата во училиште е идеолошка злоупотреба. Ние сме си играле партизани и германци, се облекува, значи не е ништо тоа така драстично за да се дискутира, освен ако не дојде до нели еден ваков инцидент, да се степа децата или да се сквернави знамето или било кој символ на државата. Инаку идеологијата на младите треба да биде слобода, да, за сите подеднако, која имаме. Значи, ние уживаме слобода, ние сме слободна земја, секој има право на збор, на израз. Ете и паралелно се користи албанскиот јазик со македонскиот јазик официјално, што поголема слобода од тоа, ја не знам што повеќе од тоа. Да, ќе дискутираме и на таа тема. Ако децата сака да прикажат представена без некоја агресија едни кон други, тоа не е ништо спорно. Меѓутоа спорно е ако се сквернави, ако е на товар, ако е на грб врз македонскиот народ, врз македонската историја. Ние сме еден народ кој низ вековите на нас, и сега е постојано силуван, пореметуван од соседите, од сите. Значи, како македонскиот народ што е напатен, не знам друг народ дека е напатен. И таа голгота продолжува. Ние постојано сме биле распрачувани, постојано сме биле негирани. Јазикот наш постои од 9 век, 45-та се официализира и се уште имаме проблеми со македонскиот јазик. Да. И предците се превртуваат во гроб веки за нашата историја и за се. Премногу дозволуваме, премногу сме толерантни, или политичарите наши на нас за 30 години не знаат добро да водат надворешна политика. Штом дозволи ваков упад и атак врз нашиот јазик. Па и внатрешно. Ќе се служиме со оглед на тоа како е атакуван и однатре. Ние како индивидуалци, колку и да сакаме да се бориме, не можеш како, че пак е тоа врвот кој треба да... Како човек и граѓанин, бидејќи ова е тема за која ќе зборуваме за само неколку минути, како човек и граѓанин настрана од она што работите и од она што го практикувате во рамките на јавноста, ве плаши ли фактот што, иако е убава порака заедничката од сите верски лидери во државава, но дали ви создава страв дека штом сега се појавуваат сите заедно, значи постои никаква опасност од повторување на некакви поопасни сценарии? Па не можам да не преюдицирам да зборам за еднината, меѓутоа постојано стравувам. Значи подсвесно стравувам дека некако им го земавме правото на мирната иднина, спокојна иднина на нашите деца, затоа и ни бегаат и се плашам од таа политика и некако тоа е нешто, можеби од незнаењето, човекот не знае повеќе стравува за нешто и никој не може да предвиди. Не гледам
некој оптимизам. Значи, не сум кандид на Волтер, не гледам некој оптимизам за оваа земја. Без оглед колку се трудам со децата да бидам и оптимиста и да ги ангажирам во секојдневието и да или генерално гледам дека нешто не е во ред, нешто не функционираме. Кога масовно ни заменуваат децата, значи не е добро. Не е добро во земјата. Тука сме пак ние виновни. Тие политички пораки јас не ги разбирам, реков дека за тоа не сум компетентна, зборам од педагошки аспект. И од педагошки аспект политичарите треба да бидат врв на една интелектуална елита од која што ние сите, па и децата учат. Значи, кога ќе се вратам наназад, какви политичари председатели имало порано и сега кога ќе ги споредам во светски рамки зборувам, нешто не е како што треба. Значи, како да се повеќе се надправа во некој егоцентризам, во театралност, во, да не кажам, циркуски некој... Што пак произлегува од одредени индивидуални фрустрации, веројатно и комплекси или не знам. Нешто нема некој авторитет, кога велам она културно однесување и љубезност, она што мене, например, ми се допадна ке нашата председателка, го кажам тоа, таа култура на однесување, таа љубезност ми недостасува кај светските политичари што дозволуваат светот да страда. И овие војни конфликти се резултат на слабата, лошата, непријателската политичка матрица. Затоа што опасност од војна е кога во исто време повеќе политичари, односно председатели се на државни позиции. Тогаш малку треба, и врие, и сами гледаме, да не велувам политика. Само малку може да биде некој копче и да се разлетаме како конфети. Значи врие. И тој вриеш во светски рамки се чувствува и кај нас. На светот му недостасува љубов. Значи никако да се засакаме. Кога ќе видите вие втора светска војна како да не завршила, како да продолжила, војни пунктови повеќе од времето на Втора светска војна. Значи светот, не знам, 200-300 години дал бил во миролюбие. Не сме милитантни во генот, постојано се караме и се расправаме. И ова децата што глумат милитантност, едноставно како да се кодирани за тоа. Зошто агресија? Таа агресија им е пренесена со однесување со нешто. Зошто да нема потреба да го бакне туѓото знаме? Тој мисли дека туѓа фактички е негово знаме во неговата држава. Тоа е твое државно знаме. Треба го чуваш. Бидејќи си тука роден без разлика. Тука си, значи газиш по оваа земја. Тоа е култура на однесување. Професорке, повеќе ли работавме неуспешно на обидот за интеграција меѓусебна и поврзување меѓу различните етнички заедници во Македонија или на анимозитет? Свесно. Значи, нешто повеќе, каде повеќе погрешивме? Може би повеќе се работело да имаме повеќе толеранција, меѓутоа се направи контраефектот. Значи, мислам дека не сме работеле добро. Повеќе нетрпеливост. Еве како образовен систем. Повеќе гледам нетрпеливост отколку трпеливост, за жал, од порано, ако можам да забележам. Значи, многу повеќе имаме и почесто имаме инциденти меѓу групи на различни етникуми. И како да чекаме. Дури некојаш е неблагодарно кога како по навика ќе кажеме тоа се гарант албанци кои учествувале. Напротив, не се. Тоа е исто како во Америка кога кажат сигурно ако има некој инцидент тоа се сигурно афроамериканци. Значи не се секогаш. Меѓутоа пак ќе кажам фундаментот е семејството. Ние како семејство мораме да се засакаме. Има многу добри воспитани албански семејства. Сум имала многу такви ученици, пријатели, за кои што кога зборуваме, само кога ќе се сетам на нив, па сум спокојна. Си велам, такви луѓе не може никош да направат ништо лошо, ни за себе, ни за својата држава. Меѓутоа, од друга страна, и оно што се случува во соседството, Србија со Косово, сето тоа ја поттикнува една непријатноска атмосфера, која некако трае и сите се плашиме да не ескалираме нешто, не дај Боже. Како да се заузда Македонија и стабилноста на Македонија во некои туги узди. Како е можно, професорке, ајде прво фактот кој можеби не го слушнале сите од вечерва кои не гледаат, го кажа, го сподели во еден од јавните настапи министерот Тошковски, вели дека сите родители на овие приведени малолетници учесници во инцидентот рекле казнете го, детето мое заслужува, треба да ја научи лекцијата, јас ова не го поддржувам, не сум го учел вака и така натаму, значи поддршка институционална кон
институцијата МВР добиваат полициските службеници од родителите на овие учесници или директни извршители. Како е тогаш можно, еве да речеме дека ова ставот родителски, како е можно да се изманипулира еден малолетник ако има ваков родителски став? Можно е, за жал можно е. И родителите може да се и коректни, да е се, а детето е едноставно во тој период кога е бунтовен, адолесцентијата е многу специфичен период и некој сме, да речеме, ограничени, кога секаш мислиме дека се во семејството. Има многу случаеви кога еве дисфункционално семејство, децата излегуваат брилјантни деца и добри воспитани баш од дисфункционални семејства. И разведените и разведени родители, често мислим ако се разведени родителите дека децата напротив. Значи тука нема многу некој црно-бело толкување. Можно е децата да биле задоени некоја друга групација. Сега следат интернет, гледаат можеби некои се солидаризираат, односно се идентификуваат со некој водач кој тоа го прави, ќе покаже како го пали знамето и они ќе мислат дека тоа е тоа, или сака да бидат во центар на внимание, па сега се во центар на внимание сите ги, значи обично агресијата, за агресијата стои несигурност, кога си несигурен во себе и сакаш со нешто контра да привлечеш внимание. Децата обично прават бели за да ги погледнат родителите. Именно тоа сакам да ви мирните речам. деца никој не им обрна внимание. За тоа криење дека е задоен или фасциниран од некој лидер, од некоја групација, криењето на таа информација од најблиските, од родителите, може да има точно ваква некоја порака, не знам, ета да се обиде да ги разбуди со некаква ескалација на работите, или пак родителот е сепак виновен што не успева да го види тоа? Родителите треба да бидат будни бдејачи, јас пак ќе кажам, меѓутоа некош може да се скршне од таа родителска грижа, особено тој период на адолесценција, кога децата уште се борат со таа нивна зрелост, инаку карактерот се формира првата деценија, 7-8 години, после се покажува во јавноста, во комуникацијата каков е карактерот на детето. Зошто на родителите им е тешко да допрат до адолесцентите своји, нели нивните деца, а на вас наставниците вие полесно, односно честа реплика од луѓе кои работат слична професија како вашата е дека многу ги сакам тинејџерите, значи најискрени се, најлесни за комуникација, така например. Зошто им успева на професорите, наставниците, а не им успева на родителите? Па секогаш судирот е семен кај тие што ги сакаш и кај што си близок, обично се вртиш. Не може авторитетот на родител да биде поголем од, да речеме, авторитетот на учителката, особено од прво до пето одделение. Повеќе се слушаат учителите отколку родителите. Може би таа блискост, може би истиот карактер, па не може да се трпат едни со други затоа што се карактерно исти, нели? Ти пречи обично тоа што гледаш негативното и го препознаш кај детето или детето го препознава кај родителот. Адолесценцијата сама по себе биолошки е специфична, тогаш нели хормоните се здивени, и тоа треба многу внимателно, многу суптилно со децата во било која насока. Највеќе она што сакам да го кажам и алудирам секогаш со непријатни зборови да не се служат ни родителите ни наставниците. Едно намуртено чело остава трајни последици на дете, не збор или нешто врз неговата личност, значи атак врз неговата личност, не ситуацијата. Ако скрши чаша, нели ја опишаш чашата си бил, нели, можеби неиспретен, случајно не сакајќи си скршил чаша, а не директно во него како си неранимајко, неспособен, па значи тоа е нешто што многу треба да се внимава за да не се експонира понатаму во текот на животот како негова лична фрустрација. Инаку учителската работа е постојано кажаме благородната работа, нема поубава работа од нашата, затоа што работиш со деца кои се навистина искрени и добронамерни, ако си добар со нив, тие знаат со добро да враќаат. Агресија раѓа агресија. На агресивно однесување треба многу љубов, многу трпение, многу толерантност, многу знаење и вештини се за да можеш едно дете кој покажува агресија да го вратиш назад, затоа што тоа 1000 пати сум го кажувала. Може детето да биде брилјантен ученик, да има сите петки, да има успеси, како Кецмановиќ, од Белград го спомнам, да нема школувано срце, да нема развиена емоционална интелигенција. Тоа е оно на кое што треба да внимаваме. Имаме деца кои се
со посебни потреби. Вчера беше еден исклучителен ден. Да. Се славеше баш светскиот ден за лица со посебни потреби и ете имав една прилика и среќа да присуствувам синоќа во Holiday Inn, каде што се додуваа награди на лицата кои навистина цела година знаеле како да придонесат на системот и компаниите кои ги прифаќаат тие лица, и тоа беше на таква убава една аура во Хилтон која ни покажа дека ние различните од различните треба да внимаваме и ние треба да се образуваме повеќе за да ја сватиме таа ситуација. Да, за жал уште не сме во една состојба каква што е ментално, зборувам, една шведска на тема лицата со попреченост. Да. Многу се непријатни тие ситуации. Ние кога веќе влеговме во системот на инклузија, законски облигација, да родител може да бира сам каде ќе го запише своето дете, значи не законски да мора во школата каде што живее, или таа регија, туку може по негов избор, а знаеме дека образованието до факултет е задолжително законски, што значи државата мора да превземе мерки како тие лица со инклузија треба да бидат прифатени. Не е тоа само воспитна мерка, се седне да им се каже на децата сите ќе се сакаме, сите сме исти. Туку треба стручен тим, не дека нема во училиштата, но мислам дека треба уште повеќе се заслат, уште повеќе да има асистенти, што велиме ние кои будно бдеат на тие деца во текот на целиот училишен ден. Значи и на часот да бидат со нив, дури во тоалет кога одат, да видат да нема конфликт со другите деца, повеќе социјални работници, дефектолози, па и логопеди, а некош верам и лектори треба, мене ми треба лектор. Значи во училиштата треба еден одличен, една голем ангажман за да можеме да избалансираме со деца со попреченост. Корчагиње има таа чест и таа привилегија да има деца. Имаме 2 слепи момчиња, едно со некој благ така физички недостаток, многу убаво се прифатени и од нашиот дефектолог, и од педагошката служба, и од нивните соученици, внимават, им помагат кога се движат по скалите и лифта направени, се е направено за нив и прифатени се убаво. Тоа се деца кои се деца воспитани, мирни, одлични шахисти, не се агресивни. Кога ќе имаме агресивно деца, затоа што јас се извинувам, не сум компетентна да зборувам, меѓутоа тој широк спектар на аутизам кој го има и од се, може да се погодат деца кои се навистина агресивни да прават реметки другите деца. Па родителите разочарани, секој родител би реагирал ако детето нели биде истепано или нешто, сака да го повлече детето, се отпише од школа. Сега скоро во Загреб, во Хрватска, цело одделение се отпише заради едно дете кој имало агресивно однесување кон другите соученици, што исто не е решението на номадско отпишување, ќе идеме во друга школа, па во трето, па во четврта. Имавме и кај нас предвадена пример имено од Лазо Ангеловски убит на ученик исклучително проблематичен, да го запишат родителите во 11 октомври, родителите пак на другите соученици кои би требало да му бидат соученици, бойкотира настава, не ги пуштија децата на училиште, до никаде е разбирлива едната и другата страна, но може ли, професорке, да се прави таков трансфер без да се извести училиштето за проблематичноста на детето, не дека тоа не треба да биде прифатено во друга средина, и не го обвинувам училиштето Лазо Ангеловски од каде е исклучено, верувам дека е тоа последната мерка кон која пристапиле наставниците, за да едноставно не имало друго решение, претпоставувам не имало ни системско изминатите години. Мислам дека ми е познат тој случај, се обидуваа родителите да дојдат и до Алфа и да го објавиме, меѓутоа не беа подготвени јавно да зборуваат, беа преплашени од тоа каков татко има детето, ако е за истиот случај. Сега тука ќе барам да ми извини јавноста, оние кои се во тек со случајот, ако не е истиот, се извинувам, доколку е истиот, тогаш сме го погодиле, значи контекстот, како и да е, како треба да се решаваат овие вакви ситуации. Ниту може детето да остане во истата образовна установа, бидејќи има проблеми таму кои ги предизвикува, а зошто пак да му се наруши правото да оди во друга образовна установа? Има право да се префрли во друга со исписница, значи тоа е, родители со деца кои имаат специфично однесување имаат право да го запишат детето каде што сакаат, затоа што сме инклузивно општество. Проблемот е во ја по мене, сега, и пак ќе кажам, нека извинат сите, моето лично мислење кој не е професионално, повеќе се појачаат тие служби. На едно секој такво дете да има еден асистент кој ќе го следи повеќе, ќе има комуникација со родителот и ќе се работи. Тие деца не се
не се ни виновни што се агресивни, значи тоа е така и од биолошки аспект и со хормоните може да им здиват Нема во тој виновно дете период. од 18 го рекав. Така е, не мора да е генетска преиспозиција, не мора ни родителите имате прекрасни родители. Значи колку родители познам кои имаат аутистични деца, пар екселанс интелектуалци и добри се ете, ќе се лизне него. Еве да не ги спомнам само за мене голема мајка и татко Ребеки и доктор Мики, која е нивната борба, која ќе ги видиме како пример, тоа се исклучителни родители. Затоа велам треба на спрегенен систем. На нивните врсници не можеме да бараме од нивните врсници зрелост, како кај нас нема сега ти биди и тој да те удри, да е агресивен, ти тргни се, нема да му вратиш. Тоа е невозможно. Значи не може и тие ќе реагираат, затоа треба повеќе тутори што би рекле над нив, да ги бдеат повеќе, да се вработи, онака има невработени кадри. Значи ако веќе Министерството за образование го третира овој проблем така, нека се појачаат повеќе стручни кадри во школата, значи се заселена флота од луѓе кои се компетентни, кои учеле за тоа и знаат како би се справиле во одредени моменти. Затоа што и вие сами, сите ни како родители, како наставници гледаме како си агресивен со децата, некако ти се враќа таа агресија. Или ќе биде таа агресија надвор, или ќе биде автоагресија, која за жал многу често децата посегнуваат по сопствениот живот, затоа што не може да излезе на каламената агресија од било што. Не е решение, ова сакав да го кажам, тие деца да одат онлайн. Значи има предлог тие деца кои се баш агресивни да одат онлайн. И јас се стравам од тоа онлайн настава кога дете седи дома и достапен му интернетот и што се нема да му излезе на тој интернет. Да не го спомнам тоа сајбербулингот кој во последно време баш тема сериозна, може да биде бетер. Затоа инклузија, да се дружи со децата. Самата изолација, знаеме што се случи за време на ковидот, колку имаше последици, една буквално епидемија на анксиозност, сега излегуваат на површина. Значи ние сме социјални суштества, комуникативни, децата барат комуникација и можеби за таа агресија се позадината е потреба за љубов. Значи, знаете како ќе го разоружите агресивниот, кога ќе му придете со љубов, со внимание, па ќе го смирите полека, зашто треба многу енергија, треба многу вештини, не велам не. Меѓутоа нема друго. Не може со тоа дете да заврши, не знам, во поправен дом или како адолесцент кој има асоцијално однесување, многу полошо ќе се направи. Затоа да се прифатат тие деца, да се работи повеќе со нив, да се случуваат вакви манифестации како што се случи вчера, на таква аура позитивни имаше во целата сала, затоа што тоа се луѓе, души кои се над нас, над сите нас различни, значи душата им е огромна, голема, да ги надминуваат сите тие нивни... Да, толку љубов и толку желба за живот. За живот, од кој што можеме да учиме како треба. Апсолутно. Треба децата дошто се мали, ја велам често пати, земете го детето за рака, поднесете ги во болница, несете ги на погреб на гробишта, па и на психијатрија, па и кај деца со посебни потреби. Јас стално кажувам пример, кога работев во Влахов, една година ги однесовме децата од Димитар Влахов, фризерите, козметичарите, графичарите, во домот Маца Овчарова Велес, тогаш беше директорка Тања, цел ден да бидеме таму. Значи, ги пострижува косичките, па им дававме тефтери, па некои представи со нив. И тоа го кажам секогаш како пример, директорката каже, вика, прв пат некој да дојде да остане цел ден. Обично доаѓаат политичарите пред Нова година или се направи помпа остат, па си одат. Ние останавме така, како кампања. Ние останавме цел ден со нив и она што забележав кога одевме натаму, деца како деца детски джагор викаат, кој пее, кој вика во автобус, кога се враќавме штама, тишина. Се самоанализирале. Тишина, едно ученичка рече, професорка, сега гледам колку сме здисани. Значи треба го видат тој паралелен свет како е, за да ги почитуваат и да им ја сватат маката и она што им е потребно од сите нас. Пак ја заокружам по 100 пати, љубов ни треба. Ништо друго. Ние не знаеме да се сакаме меѓу себе. И сега стварно да го заокружим овој блок, односно оваа предизвикувачка, ајде да не ја крстам проблематична тема деновиве, а потоа ќе зборуваме за македонскиот јазик веднаш по рекламите. Од една ваша колумна, во една ваша колумна велите, голем проблем на нашето време е што нашата младина ужива преголема слобода, веќе не е ни во можност да биде непослушна, односно го цитирате Кокто. Актуелна е да новеви една законска формулација за, би рекла, ограничување на возраста на користење на интернет просторот. Ајде ова некако вака накусо, како го перцепирате?
Дојдовме до мртва точка. Исклучително ме погоди овој дел од реченицата, не се ни во можност да бидат непослушни. Не може. Значи мртва точка, мртва трка е сега. Едно време беше компјутер пред секој дете, ги фаворизиравме, учете компјутер, учете нели за време на ковид исто и сега треба ги откорнеме тастатурите. Тоа е веќе отпосле епитемејско размислување. Значи требаше однапред малку да направиме стратегија како со користење на интернетот, кој што не можеме да го негираме, сите ние го користиме, и медиумите и сите, меѓутоа треба тоа многу внимателно, пак ќе кажам, да се наблюдуваат децата кои се на помала возраст. Ја бев категорично че тогаш кажав до 16 до 18 години не на компјутер ако не му треба за работа, не му треба за работа. Ако му треба да огледа некој филм, театарска представа, па и да чита книга, во ред, меѓутоа децата повеќе се на компјутер заради игри, заради видеоигри кои се агресивни, да не го спомнам само бумеранг ефектот од синиот кит, кој предизвика брана самоубиства кај децата. Затоа и се тргна таа кампања. Челенџи популарно како ги викаат предизвици на TikTok и слично. Ние сето тоа го гледаме, многу е тешко сето тоа да се среди. Не може денес да го исклучиш текерот и готово, немаме струја, немаме интернет, немаме компјутер. Особено после ковидот. Така е. Така што тука исто пак треба да се работи, пак ќе кажам и семејството и сите да бдеат, особено семејството, ние немаме увид дали детето на час може да го поменеш, да му кажеш тргни го телефонот, меѓутоа колку пати и мене ми треба тој телефон, интернет кажам дајте да прочитаме песната од Коневски, ќе ја најдеме сите, ќе ја читаме, нели како помагал, како нагледно средство. Си има бенефити во употреба, да се разбира предност. Но пак ќе кажам во воспитувањето дека интернетот не е игра за жал и многу се користи. Стана во мода невоспитаност. Значи, треба да ја вратиме воспитаноста и срамежливоста и скромноста во мода. Во мода е да си агресивен, во мода е да си све она контра што беше некогаш, вулгарен, безобразен. Колку си повулгарен, пообразован, тоа си похрабар, не знам, омилен. Оно што е интересно, статистички, што порано агресијата беше као пикизирана за момчињата, за машката популација, сега и девојчињата бијат битка, значи не можеме кажеме девојчињата се мирни, момчињата се напротив. Исто и кога ги читаме психолозите, психијатрите велиме нарцис, има и жени нарцистички пореметени ликови, не само машки нарциси, значи не можеме тука веќе да правиме дистинкција во родовата поделеност, подеднакво и девојчињата стана агресивни, како да стана некоја мода меѓу себе да се тепат и да се надпреваруваат, акцент се стави врз физичкиот изглед, значи убавината се стави култ на убавината, на сметка на духовната наобразба, на сметка на оно што секој дете треба до 16 до 18 години да има работни навики. Здодено постојано повтораме на родителите, научете ги децата од најмална возраст да работат по дома. Значи работата е таа што не оплеменува сите и не ти дава време за анксиозност. Значи не е тоа ајде сега детето ќе го научам да има здраво тело, ќе го запишам во теретана да спортува. Нема да иде во теретана, може да пешки на водно, може да оди било каде, вози велосипед, да плива. Значи има родители и семејства кои немаат средства за запишување. Па може да спортува. Какви порано кога ќе видевме дрвосекачи со бицепси, со трицепси, цепка дрве, има тело нели како дели го теретана. Значи не акцент на материјалното. Може да се навикна децата и без материјална позадина да бидат добри деца, здрави, да има добро здраво тело, на што секогаш го кажам, најубавото тело, најсекси телото е здравото тело, витално тело. Значи децата правилно да се хранат и малку повеќе да се фаворизираат тие духовни вредности, да се читаат книги како превенција за сите можни преметувања. Во книгите е балансот, во добра музика. Ако кажам добра музика, пак ми отиде мислата, многу зборам, треба ме прекинете. Не уживам да ве слушам. Јас би го забранила со закон влезот на десингерица. Ја не можев да се помирам со тоа што го видов. А јас пак би вовела со закон за задолжителна униформа и во основно и во средно училиште. Да, кога го кажавме тоа е ќе не утепаат од режија, треба да направиме пауза за реклами. Ајде, ако не после за ние имавме работна облека во Димитар Влахов, во Крчаги не. Јас толку ми да стасува тој мантел на виолет боја као омотот од Милка чоколада, затоа што прво никој не те гледа како си облечен. Кога пишеш на табла, ништо не ти се тресе, нели? Ти си во мантил. Не го одвлекуваш вниманието. Не го одвлекуваш вниманието. Зошто децата знаат како сум облечен или фаворизирам облека. Значи за децата не толку колку за нас, јас сум па за нас. По мене можеби дрви камења, јас сум за една пристојна униформа која ќе ти ја штити облеката, немам се кина чорапите од дрвените столчиња, во джепот ти е маркер, некојаш креда сега маркер, телефон, се ти е тука и ти се облечен онака еднолично без некој да те загледа. После часови како сакаш, како милуваш, затоа што пак е некоја работна униформа. И убаво
и убаво би пример. изгледале, и убаво би изгледале, добро било пример. Од кој учат деца. Да, не се децата се развике децата голем компетицијски дух за брендирана гардероба. Значи тоа е нешто што е сега Паралелно со немање духовни вредности, материјален Едното свет, друго. преоптеретаност од интернет достапноста и рамно на социјален колапс. Уште многу можеме да зборуваме на оваа тема, но сакам да ви искористам и за она за кое што бевте прилично гласна во едни малку полоши, односно многу полоши времења од ова сега по промената на власта. Се надеваме дека и поинакви резултати ќе видиме. Македонскиот јазик, одиме со темата зошто уште зборуваме за нападите врз македонскиот јазик. Веднаш покусата пауза за реклами, останете со за или против. Добро дојдовте назад, се надевам дека уживате како и јас во оваа енергија вечерва на екраните. Професорката по македонски јазик од Средното училиште Раде Јовчевски Корчагин, Татјана Алексик вечерва. За оние кои сега се вклучувате, ги дискутиравме социјалните рефлексии, но и причинско-последичната врска околу инцидентите со сквернавењето на македонското и на албанското знаме, односно фактот дека малолетници се најголем дел од приведените точно за овие инциденти. Професорке, како што најавивме, за оние кои сега се вклучуваат, следна тема во за или против во завршницата од ова вечерашно интервју е македонскиот јазик. Зошто уште водиме битка да си го штитиме македонскиот јазик? Зошто една Франција нема таков проблем? Една сојузна република Германија нема таков проблем? Настрана од тоа колку богати земји се и не знам каква демократија практицираат, и тоа е тема за дискусија. Мислам, колку тие знаат да стават ограничувања онаму каде што треба, наспроти слепите by the book дефиниции за тоа што е демократија. Значи, каде ние не успеавме да си го зачуваме македонскиот јазик, па дозволивме да дечиња од други етнички заедници помали воопшто ниту не разбираат, иако се родени тука во Македонија и растат, се образуваат, односно се школуваат и воопшто не знаат ни да го говорат македонскиот јазик. Исто како во семејството, ако не ставиш граници, децата се себични во својата природа и тоа е нормално, бараат се што ќе им падне на памет, ќе се качат на глава. Исто и во државата. Ако не ставивме граници, немаше да дојдеме до овој абсурд. Ние да си го докажуваме јазикот кој постои, да не одам назад, нели 9 век, туку ајде од 45 година кога официјално е кодифициран и пристап како уставотворен законодавен државен јазик, да ние повторно мораме најкому да му докажуваме дека македонскиот јазик е посебен јазик, дека нели се разликува од бугарскиот јазик. Дозволивме, едноставно дозволивме да не се мешаат во внатрешната политика, не понесе она идеја за Европска унија по секоја цена, па и до ова ќе се одречеме, па и до ова ќе балансираме, и тука веќе се заборавивме, го изгубивме авторитетот. Значи, кога го изгубиш авторитетот, како и ние учителки, еднаш кога го изгубиш авторитетот, готов си. Авторитет не значи стравопочит. Авторитет значи да си мудар, да си умен, да знаеш како да поставиш и граници се во надворешна политика. Мене не ми јасно, значи не ми беше јасен и францускиот преглед. Ја уличарев, право уличарка бев. Значи излегува затоа што ми пречеше. Ете, јас предам македонски јазик. Еден куп интелектуалци излегува. Излегува доста со српско презиме, со татко Србин, и тоа го кажувам. Значи тој татко Србин кој работеше во Македонија 15 години, така ме воспита да бидеш човек, а одбери биди, напиши се што мислиш дека си. Кога си роден во Скопје, живееш во Македонија, покрај мајка македонка, беше многу природно да кажам дека сум македонка. Да, но не си го заборавате потеклото, ниту пак не, апсолутно исто го сакам српскиот народ колку македонскиот, исто. Значи исто ги читам српските писатели колку значи исто. Меѓутоа, ја живеам во Македонија. Јас сум должна на оваа држава да и го почитувам и јазикот, и знамето, и уставот, и се они што викаш татко, никој нема побава природа и побави планини од Македонија. Македонија да имаше подобри политичари, ние ќе бевме Елдорадо. Значи ќе бевме, само оној
патлиџан, се бегам од тема, јабучев да го сочувавме, да го извезувавме, не да увезуваме холандски семења, ние ќе можеме да направиме добра економија. Да не зборам за природните бенефити, за се. Значи ние не знаевме да си го искористиме потенцијалот, капацитетот, сончевата енергија, се што го имаме, Охрид, Преспа, историја, култура, одеднаш да си го да се расправиме дали јазикот ни е сличен со бугарскиот или треба да докажуваме дека е посебен јазик, од кога постои, се со такви артефакти кои се буквално историски докажани, а не да зборам за преседаните, се менуваат учебниците по историја. Значи да се брише историјата и да избришете историјата, не може да се избрише белетристика, не може да се избрише Коневски, не може да се избрише Петре Андреевски, Пиреј, Разбој, Големата вода, не може да се избрише таа литература. Значи тоа е утопија. Ние сите сме иритирани од ова, меѓутоа не знаеме каде оди возот. До каде, до кога ќе попуштаме? Претолерантни сме. Значи немаме граници. Да, еден од тие докази дека не знаеме каде оди возот е фактот дека го дозволуваме наративот, конкретно во случајов на Дуи како опозиција на албанската етничка заедница, кои го наметнуваат како тема наводното непочитување на законот за употреба на јазиците, фаворизирајќи тоа дека е угнетен албанскиот јазик во државава, а ние медиумите како свесно да дозволуваме тоа да ни биде доминантен наратив во нашите информативни изданија, притоа многу малку обрнувајќи му внимание на законот за македонски јазик. Еве зошто 60-70% се ова, јас како себе да си се прачувам малку, ама сакам да го чуам и вашето мислење. Зошто во јавноста да не се зборува повеќе за тоа дали е доволна заштитата на македонскиот јазик во новиот закон, да речеме, како ќе се наметне новиот закон, зошто тоа не е тема на дискусија, туку наводната обесправеност на албанскиот јазик преку законот за употреба на јазиците наметнато Дуи во медиумите. Не гледам никаква безправеност, напротив, мислам дека ние сме загрозени во сопствената држава. Значи ние станавме малцинство, македонецот е малцинство во сопствена држава. Во што се значи се зборува во парламентот, во државна болница одите ви зборуваат на албански. Значи еве двојазичност има да преод писма, колку пати ќе видиме некој производ или нешто каде што нема дневници, има албански, македонски, овие што беа во писмена форма пред виртуелните дневници. Значи не гледам воопшто ништо. Дури јас пак ќе кажам отворено, јас не бев за тоа. Значи нема зошто, нема потреба. Дури ми пречеше во време на Југославија српско-хрватски беше официјален јазик, што се фаворизира, нели? Ние читавме српско-хрватска литература и учевме пето одделение српско-хрватски на ниво на Југославија. Тоа требаше да се направи Македонија да биде баш како Југославија по моделот, македонски официјален јазик, обратно доди, а не сега да дури ние немавме ни соодветен попис. Значи според пописот таму и во учебниците четврта година по македонски јазик пишува дека 20% од малцинството, присутност на малцинството треба да се воведе двојазичност. Ние сме се премериле со тие 20% уште. Значи никако да имаме таа статистика како бикини, крие се кој што треба да го открие. И ние не знаеме всушност дали е така или не е така. Резултатите од тој попис веројатно се голема штета и во многу други општествени сфери. Значи тука се ферикира, се политаризира и пак се прави на товар на македонскиот јазик. Треба да бидат джентлмени повеќе албанците, да бидат джентлмени кон државата и да бидат попусливи да остат македонскиот јазик да си иде по своја насока. Додека зборувавте српско-хрватски, Југославија и така натаму, спонтано ми дојде пред очи описот на еден Талат Џафери, високо образована личност во Југославија, зборува и македонски совршено, и српско-хрватски совршено. Тој истиот човек стана командант токму на она иста спомената во почетокот на емисијата УЧК во Македонија, милитантна организација, потоа стана министер за одбрана, па влезе во високи политички кругови и функции. Истиот тој човек кој во време на Југославија точно овие привилегии му биле овозможени да се едуцира совршено, високо да се образува, да учи и да зборува 3 јазици и потоа на крајот тоа го употребува па и на собствена штета, ако сакате, или пак за лични богатења уништија целата држава, вклучително и нивните поколенија. Добра школа. Едноставно им се може, пак ќе кажам. Кога некој му дозволеше, немаш ограничувања, секој си прави во негов интерес личен одраз. Тука нема джентлменство, што кажа. Нема ферплей. Секој си го гледа своето. Тие се единствени. Ние се караме. Ние сме мачки во вреќа.
Значи, ние постојано со роговите, наместо да застанеме повеќе да си го заштитиме јазикот и се она што е врска со македонската култура. Јас стравам лично дека ќе се исфрлат учебниците, историјата, постојано некои имаме најави дека во име на таа солидаризација, во име на тоа единство, не треба на децата да им кажеме дека бугарите биле окупатори, туку дека биле администратори. Не само што биле окупатори, србите биле. Еве, јас сум србинка. Значи, моите предци биле. И што сега? Да ги мразам србите сега заради тоа? Или татко ми што е србин? Меѓутоа не можам да ја кријам историјата дека биле. Македонија била узурпирана од многу од соседството. Значи, буквално била, секојаш била на штета, на товар на македонецот. Зошто да го скриеме тоа? Тоа не значи дека треба лошите духови од минатото да се оживеат, или фашизма да се оживее, меѓутоа не треба се нешто што било, вистина, било така. Нема зошто заради тоа да се чувства некој непријатно, затоа што попотекло од земјата која била узурпатор на оваа држава. Значи, тоа е вистината, тоа е реалноста. Да, ако во спротивно да го запалиме Институтот за национална историја, каде има купишти докази. Приличев ги вметнал гегите во неговиот сераз, за кој што е овенчан со Ловоров венец и добива награда баш во епицентарот на македонските непријателите на македонската култура. Тоа е тоа, внесено и така е. А меѓутоа, младава генерација се помалку чита. Се помалку грабчи по знаењето. Едно е информација, друго е знаење. Оно што го вели Горан Стефановски, знаење кога ќе го слушнеш дедото на дедото како ти раскажува. Кога читаш, тоа е зна информација, клик. Со еден клик ти добиваш брза информација. Уште побрзо ти испарува. Така е. Затоа што тоа е информација. Децата сега ги навикнавме на тоа брзо потезно, па сега пишуваат есеи со вештачка интелигенција, пишуваат поезија со вештачка интелигенција. Значи, се отиде во друга крајност. Ефтина информацијска размена која нема трајни на својот народ, не знаат, кој им некош им објаснувам јајце пред што е тоа, кај е јајца. Значи, многу работи не знаат, веќе не ги знаат ни Тито ни Јованка. Значи, тоа е тоа што ме плаши. Малкумина од децата, малку од нив знаат и што се случувало околу Ловоровиот венец, односно наградата, како требал, не ја зел и така натаму, односно неговата гордост и неговата пркос. Во тоа време немаме право како идни генерации тоа да не го имаме пред себе, борејќи се за подобро утре на нашата татковина, која во суштина е нашето големо семејство. Така е. Професор, ќе ви благодарам што бевте вечерва дел од За или против, доколку имате една порака убава за младите во ова вака тензично време, да ни ја испратите за крај, би сакала макар во една реченица. Љубов кон книгите повеќе, кон учењето, кон знаењето, затоа што моќта на знаењето и на учењето на вистина непоколебливо, непокосновено огромна. Значи може во животот се да ви земат, материјално да изгубите, џипови, коли, све знаењето никој не може да ви го земе. Ниту молците да ви го изедат, ниту краците да ви го украдат. Затоа знаење, не шверцување со оценки, не купени дипломи, сето тоа ни се одразува. Знаење пешки и со љубов стекнато. Не е секогаш политиката централно внимание во Алфа, иако за или против е тоа, ама јас уживам вечерот. Што нема политика, туку има нели малце педагошки аспект кон нештата. Ми беше чест, професор, ќе ви благодарам. Исто, ви благодарам. Почитувани се, надавам дека уживавте и дека не бадијало го потрошивте овој од прилика 1 час на фреквенцијата на Алфа. Се разбира, ви препорачувам и ве поканувам да останете тука и часовите кои следат, но гледајте и утре За или против, петок, последен работен ден од оваа недела. Пријатно!